Ми е интервју со министерката за образование Мила Царовска. Добро дојдовте. Добре најдов. Министерке, актуелна е концепцијата за основно образование. Изминатиот период на големо се зборува. Најавена е јавна расправа во собранието. Кој се е поканет? Верувам дека имате сознанија. Каква расправа очекувате? Очекувате ли конструктивна расправа со оглед на различните ставови во јавноста и различните реакции што се појави во врска со оваа концепција? Сметам дека во наредниот период е многу значајна она дебата која што треба да се случи или расправа во самото собрание по однос на концепцијата за основно образование. Навистина ќе бидам среќна што во собранието ќе се зборува за основното образование, затоа што многу години за ниту еден концепт за основно образование досега не се зборувало во јавноста, а камоли да има јавна расправа во собранието. Поканите ги испраќа самата комисија, организатор е собранието и не би можела да зборувам кој се е поканет, но сметам дека сите релевантни, веројатно сите кои што биле гласни, помалку гласни во јавноста, со различни ставови, сигурно дека ќе бидат поканети од страна на комисијата и ќе имаме плодна расправа. Очекувате ли присуство на опозицијата? Ваши очекувања? Секако имаше иницијатива од нивната страна, имаше исто така и од страна на самото собрание. Мислам дека председателот на собранието ја стави и на дневен ред како информација, така да мислам дека со заеднички сили сите пратенички групи ја организираат оваа јавна расправа и очекувам сите да бидат присутни. Зошто оваа реформа сега? Предвидена е со Законот за основно образование, тоа е ваша обврска. Меѓутоа, зошто сега? Во јавност има ставови со поддршка за оваа концепција, меѓутоа имаше и различни реакции од некои институти на високообразовни установи. Зошто токму сега? Сметате ли дека е избрзана или навремено е спроведувана? Задуцната е, не е избрзана, тоа неколку пати го нагласувам, согласно Законот за основно образование, донесен уште 2019 година, имаме обврска да донесеме нов концепт за основно образование. Тоа е зачеток на тоа како би требало да изгледа основното образование, средат наставните програми. Многу е важно да се фати чекор што побрзо, затоа што секоја минута, секој час изгубен во образование основно кое што не ги следи светските трендови, навистина има голем губиток за нашата држава и за нашите ученици кои што утре треба да бидат продуктивни граѓани. Така да сметам дека е сосема на време. Секако од владата се очекува да ги подобрува системите, а не да ги држи во статус кво, и токму на тоа работиме. Имаше претходни министри од, да речеме, истиот мандатар во претходната влада кои што работеа и на закон и на претходни концепции, и сега дојде само времето за имплементација и еднаш чекорот мора да се направи. Велите, значи, обврска согласно законот и вашите заложби. Колку време работевте на овој концепт кој што сега излегува во јавноста и кој се работеше, кој се беше вклучен во тој процес? На овој концепт како концепт се работеше во овој последниот период. Но, за да се стигне до тој концепт, се искористија сите можни анализи на меѓународни релевантни организации, на домашни истражувања, резултати од нашите тестови, препораки од меѓународните тестирања, и сето тоа исто така се направи и анкета со наставници за да се види каде се слабите страни, што препорачуваат, и од целото тоа се состави концепт кој што во светот е и познат како систем на интегрирање и поставување на одредени предмети да ги пренасочат учениците од фактографско учење кон учење со размислување или поставување на задачи кои треба од повеќе дисциплини да го најдат одговорот. И сметам дека работната група е составена од најрелевантните представници. Зашто го велам тоа? Затоа што имаме представници и од настава, имаме представници од високо образование, од сите педагошки факултети, од филозофскиот факултет, од педагогија, за да може од Бирото за развој на образование како носител, затоа што министерот носи концепт врз основа на предлог на Бирото за развој на образование, и сето тоа како една група која што навистина е проактивна, но и вредносно се позиционира, да кажеме, многу исправно, заради тоа што целосно европските, граѓанските вредности се дел од оваа нова концепција на основно образование. Знаеме дека основното образование треба да ни даде вредности, да не така постави како граѓани иде на оваа држава, од друга страна треба да не научи да учиме. Тоа се главните задачи на основното образование и овој концепт токму тоа го учи. Велите дека групата работа, значи, била формирана на начин да ги опфати сите интересни групи, да кажам, во општеството. Но не имаше интересни групи, само затоа што концепција за основно образование поставуваат психолози и педагози.
и наставници. За разлика од тоа дека програмите ги пишуваат дадени профили кои што си имаат своја експертиза по дадена научна дисциплина. Тука се направи забуна во јавноста зошто историчари на пример не се дел, но концептот на учење го поставуваат педагози и психолози. Тоа е на кој начин ќе учиме и како ќе учиме. Се создава рамката всушност. Така е. Сега ви замерува за неинклузивност. Тука се надоврзувам. Особено имаше реакции од, како што споменав, повеќе институти на факултети. Сметате ли дека требаше процесот да биде поотворен? Па поотворен процес за промени во основно образование до сега јас не сум видела. Еве, ако некој друг видел, ве молам да послучите примери за да може да се угледаме наредниот пат, но мислам дека во наредниот период ќе се угледуваат на овој процес на транспарентност и дебата со сите чинители и сметам дека навистина обидот да се спинува една вака добра работа за нашата држава оди на штета на идните генерации, но сепак тоа што видовме е дека во општеството навистина се поставија вредносни дискусии и тоа е многу здраво за едно општество кое што се демократизира и со тие вредносни дискусии се постави кои се оние кои што веруваат во тоа дека ние мора да преминеме кон општество кое што е граѓанско, кон општество кое што верува во европски вредности и општество кое што се грижи за идните генерации наместо личниот комфор. Имаше рок за доставување забелешки, мислам дека беше 20 јануари. Писмени коментари, предлози, сугестии. Мислам дека и по тој рок прифаќавте одредени забелешки или можеби грешам. Така е, така. Преку дебати, значи изминатиот период се расчистуваа дилемите. Дали се расчистија дилемите? Да, дилемите полека се расчистуваат, секако дека групата дискутира, ги очекуваме и последните конструктивни коментари од јавната дебата јавната расправа во собранието и после тоа ќе излеземе со, да речеме, сумарен еден документ во кој што ќе кажеме што е прифатливо, што не е и како оваа концепција, како финален документ ќе изгледа, но навистина имаше конструктивни коментари кои што да кажеме ќе може да се земат во обзир за да стане подобра концепцијата. Прифативте дел од забелешките? Да, секако. Значи тоа ќе можеме да го видиме во конечната верзија, кога да ја очекуваме? Да заврши јавната расправа во собрание и после тоа секако ќе известиме јавноста. И во собранието секако ќе има наговестување што е она кое што е прифатливо и ќе се види, да кажеме, и како и говорниците таму, кои што можеби ќе дадат дополнителни предлози, ќе може да ги вметнеме во тие усвоени забелешки. Дали прифативте некоја забелешка од опозицијата? И дали имаше забелешки од опозицијата? Можеби во собрание ќе дадат од опозицијата некакви коментари, конструктивни, но она кое што го видов беше да не се брза, секако доцниме и второто беше да се врати процесот назад и да остане историја, секако историја како научна дисциплина останува, тоа беше нивна лажна вест која што ја проширија, но мислам дека граѓаните разбра дека главен ширач на лажни вести во нашата држава се тие и дека навистина не може да се потпрете на информациите кои што ги споделуваат со јавноста, тоа апелирам да се следат сите релевантни извори на информирање од владата, од министерството, оние што се официјални канали, за да не подлегнуваат на ваков тип на провокации. Малку содржински околу концепцијата, намалување на фактографско учење, развивање на критичко мислење, аналитичко мислење, зајакнување на воспитна компонента, значи сите тоа се прекрасни постулати за една концепција, меѓутоа како до нив не се доволни само пишаните документи. Се тоа треба да се имплементира во пракса со наставници кои што ќе бидат соодветно обучени за овој нов концепт. Така е, затоа и одиме етапно. Програмите ќе се изготвуваат за прво и четврто оделение. Од друга страна, наставниците ќе поминат интензивна обука за истото, ќе имаат системна поддршка од страна на бирото, но исто така и од страна на работната група која што ја подготвуваше концепцијата, ќе се следи чекор по чекор како се имплементира за да можеме и во тек доколку има одреден недостаток да се интервенира, затоа што ниту еден систем не може да го промените наеднаш преку ноќ. Тоа се минува етапно и затоа одлучивме дека сукцесивно ќе додаваме оделение по оделение за да не се направи поместување на системот кој што да речеме ќе има негативни ефекти. Затоа на овој начин на кој што го поставуваме како концепт е само стартна позиција. Наставните програми ќе треба да бидат исто така изработени од експерти по дадените научни дисциплини и после тоа да се спушти обука која што ќе биде дел од работната група која што ќе го предава концептот на учење и дел од оние кои што ќе се бидат вклучени во подготовка на програмите исто ќе учествуваат во обука на наставниот кадар кој што наредната година треба да започне да ја имплементира. Значи рековте постепено, следната година ќе бидат прво и четврто. Понатаму за сега, да. А понатаму 2022-2023
ќе бидат сите оделенија или постепено? Не, постепено во период од 6 години ќе треба да ја воведеме целата концепција за да добиеме еден стабилен систем на основно образование, затоа што сметаме дека така треба да оди првото оделение со влез па наредна година второ, четврто, пето, ако се постигне шесто во 2022 како интегрирани природни и општествени ќе биде исто така голем успех, но затоа се земаме една година подготовка на шестото оделение. И кога се воведуваше Кембриджот, не се воведе од прво, мислам дека од трето се воведе тогаш. Сега овие деца следната година од прво и од четврто, значи мора да се почне нели од некаде. Меѓутоа како оваа промена ќе влие токму на нив? Бидејќи тие на некој начин ќе бидат подложени на нешто ново, на некој вид експеримент. Што и да значи експеримент во поставувањето на оваа теза, секоја новина е предизвик и тука нема никаков проблем со тоа, заради тоа што секој предизвик има начин како да се реши, да се надмине, само со труд, волја и посветеност може да се надмине. Сега, програмата за четврто, секако дека во предвид ќе ги има и оние програми кои што учениците до трето оделение ги имале како наставен материјал, но и наставна програма. И ќе се надоврзано до нив, но ќе биде зајакната за да може да ги пренесе, значи заради тоа што тој вториот развоен период е преносот од оделенска кон предметна настава. Значи токму во тој период ќе опфаќаме учениците кои што ќе излезат од прв развоен период, ќе имаме зајакната програма за да ги припреми за третиот развоен период или за интегрирана настава од шесто оделение. Да расчистиме малку околу моделот, значи наголемо се зборуваше дека станува фински модел. Потоа чинам еден од членовите на работната група, Барбариев, појасни дека не е фински модел, дека е некаков комбиниран модел. За каков модел станува збор? Како го градевте моделот, од каде ги црпевте искуствата? Македонски, национален образовен систем за основно образование, на кој што сите треба да бидеме горди ако максимално се дадеме, вложиме да тој стане реалност. Финскиот модел се создал како национален концепт. Естонскиот модел се создал како национален концепт. Тоа укажува дека секоја земја што се грижи за своите граѓани, инвестира и создава модел кој што одговара на незините можности и на незините потреби. И токму таков образовен систем создаваме сега. Користени се сите држави кои што имаат одлични резултати на меѓународните тестирања, но исто така користени се искуства од регионот за да се видат добрите и лошите страни, но да не заборавиме користени се и наши искуства, и од Кембридж искуството, и од деветолетката искуството, и од други, да речеме, интеграции на екологија и различни елементи кои што се воспоставувале во образовниот систем, за да може да стигнеме до овој концепт и да кажеме да, со наши сили можеме ова да го спроведеме. Лесно нема да биде за никого, но ниту една промена не е лесна, затоа е важно да чекориме постепено и да фатиме чекор со светот поскоро. Интеграцијата веќе ја спомнавте на наставни содржини. Интегрирањето, колку што ја разгледував концепцијата, ќе биде во деловите на општествените и природните науки. Таа ќе постои од прво до девето оделение. Тука беа и најголемите, да кажам, реакции или кршење на копијата. Токму овој пристап го предизвика стравот дека преку интегрирањето ќе има губење на одредени предмети, губење на работни места. И во отворено ве прашувам дали ќе постои историја како предмет, дали ќе постои хемија како предмет, дали ќе постои физика како предмет, како сето тоа ќе функционира во еден интегриран систем, дали ќе постои професор по историја. Така, мислам дека овие дилеми во јавноста направија една негативна атмосфера. Особено историјата чувствителен период нели во односите со Бугарија. Образованието не се базира стварно на историја. И оваа концепција нема никаква врска со надворешните политички прашања на нашата држава, има единствено врска со внатрешни постигнувања на нашите деца кои што понатаму треба да бидат продуктивни граѓани да ја водат државата. Сега, интеграција и денеска постои. До пето оделение ве имате интеграција и нема никаков проблем тука. Имаме во четврто, петто и така подметнување одреден предмет за да се преиде кон предметна настава од шесто. Од шесто сега би требало само да продолжи, значи станува збор за шесто, седмо, осмо и девето оделение, интегрирање, но не целосно поклопување на научните дисциплини. Напротив, тие остануваат тука, модуларно ги поставуваме и историја, и географија, и граѓанско, и биологија, и хемија, и физика. Со тоа што географија има и во природни и во општествени науки.
но бројот на часови останува исти и на природни и на општествени науки, а со сегашниот наставен план, но интеграцијата се однесува на темите кои што се учат да се поврзат со сите научни дисциплини, да речеме од природни или со сите научни дисциплини од општествени. Зошто? Затоа што ниту еден проблем во животот, ниту еден предизвик не го решаваме само со користење на една научна дисциплина. Треба да имаме сознанието од повеќе научни дисциплини, за да можеме да ги надминеме прашањата кои што ни се поставуваат за разгледување на маса. Тоа го поставуваат и сите меѓународни тестирања. Ние со години ништо не менуваме и се чудиме зошто меѓународните тестирања едноставно не оставаат најдолу. Не се нашите деца помалку паметни од другите деца, туку едноставно нашиот систем не ги учи да проблемите ги разгледуваат од повеќе агли. Но реакциите беа бидејќи во самата концепција го нема зборот историја, хемија. Модуларно ги има. Дали понатаму во разработката? Во модуларно поставени постојат предметите. И никој не треба да се плаши од тоа дека ќе остане без работа. Јас одговорно тврдам дека ние ќе имаме дефицит. Ние ќе имаме дефицит на кадар. Со ваква интензивна работа на училиштата, сега училиштата работат само формално образование и само она што е задолжително. Останатото време учениците го поминуваат, дел од нив без позитивно влијание, дел од нив, ако родителите имаат финансиски средства да платат, со позитивно влијание, но плаќаат за истото различни секции, различни спортови. Очекувате дека сега со оваа концепција ќе можат навистина да учат во училиштата без да плаќаме дополнителни приватни часови? Сега кој што има може да си плати надвор, но училиштата треба да станат место каде што секој ученик добива еднаква шанса да ги развива своите афинитети. Со изберните предмети му се дозволува на ученикот да може своите потенцијали, она кој што смета дека најмногу сака да го прави, да може да го прави во училиштето и да го креира своето образование. Но исто така и на наставниците им се остава автономија, дека ако смета дека дел од програмата треба да ја прилагодат, да внесат нешто ново, што е соодветно за нивната средина, да не им е тоа ограничено. Затоа што ниту едно дете не може да го ставите во калап, секој е само за себе. Ниту една средина не може да ја ставите во калап. А на наставникот сега му е ограничено правото да менува. Тој шаблонски мора да следи нешто што му е зададено. Сега со автономија на наставникот и со можност на ученикот да избира, училиштата стануваат попријатна средина. Многу време ќе ни треба да ја направиме пријатна средина училиштето, заради тоа што во моментов има еден отпор кај учениците кон училиштето, но е важно да почнеме да го градиме тоа и да за 6 години си зададеме задача да имаме пријатни училишта кои што се безбедни средини за сите ученици. Исто така автономијата, нели што ја споменавте на наставниците, се зборуваше изминатиот период. До каде ќе биде таа автономија? Сепак мора да имаат некој наставен план кој што ќе се држат, но во што ќе биде нивната автономија? Например, имаме одреден учебник по одреден предмет, имаат обврски задолженија да ги предадат тие наставни содржини, дали во пристапот како ќе го пренесат, дали во дополнителните, бидејќи и сега мислам дека наставниците имаат можност, ако сакаат, нели да воведат дополнителни појаснувачки материјали за одреден предмет. Сега во моментот најголем дел од наставниците што ќе биде разликата? Да, следат учебник. И тоа е многу погрешно. Не го следиме учебникот, треба да ја следиме наставната програма и да ги постигнеме излезните резултати од учење, за да кажеме дека нештото сме го направиле успешно. Инаку, ако наставникот ја прочита лекцијата и ученикот ја повтори лекцијата, веројатно не сме постигнале ниту еден од резултатите потребни од учење. Сега наставникот нема да се фокусира на учебникот. Учебникот е средство кое што дава основа, но тоа не е единствен извор на знаење. Напротив, наставникот ќе треба да го насочи ученикот, да истражува од различни извори, дури и самостојно, и при тоа да процени дали тоа кој што го научил е така или не, затоа што како ќе ги научиме критички да размислуваат што е вистина, што е невистина. Денеска сме сите изложени на многу невистина. За да може да процени, тој уште од најмала возраст треба да бара и истражува различни ресурси за да ги потврди оние информации кои што ги добива. Зошто никогаш не ги насочуваме кон училишна библиотека? Зошто не ги насочуваме кон ресурси на интернет кои што се релевантни за ученици? Туку се држиме само за учебникот. Учебниците си се основа која што како материјал тој не мора да биде ниту печатен, ниту да може да биде дигитален. Битно е дека таму вие му ги давате основните знаења што тој треба да ги стекне како факти, да кажеме, по некоја научна дисциплина. Но треба да научи да ги предизвикува тие факти. Заради тоа што сме во такво време, живееме динамичко, кое што треба да ги научи учениците да учат, да истражуваат и да надминуваат проблеми. Ќе треба промена на свеста за оваа реформа.
Од некаде мора да почнеме. Од некаде мора да почнеме за да идните генерации бидат веќе со променета свест која што ќе успее да ги воведе или во она динамичко време и да ги приближи кон стандардите во светот. Ја споменавте, значи, вистината и лагата, да научат што е вистина, што е лага. Медиумската писменост на големо се зборови е потребна не само на децата и на возрастните, но сепак до сега медиумска писменост во образованието имавме само во рамките на предметот македонски, тоа некои штури информации. Дали се планира, како се планира воведување на медиумска писменост во училиштата? Так. Може би ова е подетално сега во овој Тоа нацрт. ќе биде дел од програмите наставни, каде што ние нема да воведеме Како посебен вакви предмет? хоризонтални прашања треба да ги имате низ сите наставни програми по дадените предмети. Затоа што ако вие му дадете посебен предмет медиумска писменост, а при тоа во македонски тоа го нема или во мајчин јазик тоа го нема во природни, го нема во општествени, како алатка, тогаш џабе го предавате посебно предметот. Важно е да тие сите вештини за кои што зборуваме, што треба да ги стекнат во основно, ги поставиме во сите програми подеднакво да бидат присутни, за да тој кога истражува за општество, да може да употреби алатки од медиумска писменост. Или кога зборуваме за природни, екологија не само како екологија за чување на животна средина, туку како излезно решение за загадување на воздух треба да имаме што е опцијата, што физиката нуди, како современи мерки. Така да сметам дека на тој начин ќе го добиеме она кое што велиме медиумска писменост и критичкото размислување, затоа што тоа не се прави со посебни предмети, тоа се прави со силно вложување во наставниот кадар и затоа за оваа програма најмногу ќе се грижиме да наставниците имаат соодветни обуки и да програмите доследно се имплементираат во овој дел на поставување на алатки кои што ќе ги поттикнат учениците и критички да мислат, да разликуваат лага од вистина, постојано низ материјалот. За овој месец ги најавивте наставните програми, дека ќе се изработат како следна фаза. На ниво на држава треба да се направи повик за наставните програми, ќе следуваат и учебници понатаму. Во концепцијата наведено дека дел ќе бидат дигитални, дел ќе бидат пишани учебници. Колку оваа реформа ќе го чини буџетот? По потпишување на концепцијата се распишува угла за програмите и тие ќе има време во кое што ќе ги прават, тие нема да бидат готови за еден месец, никако, заради тоа што е потребно за прво и четврто да имаме сериозен пристап кон програмите и тие да се дискутираат јавно и да се дебатираат за да може да ги затвориме и да почнеме со обука на наставниот кадар за овие две оделенија. Дали ќе има учебници, како што пишува и во концептот од, да речеме, прво и четврто, нова концепција, нужно изискува и нови наставни материјали и согласно наставните програми, така да директно наставните програми ќе следат со наставни материјали кои што ќе бидат подготвени и за учениците и за наставниците. Имате ли некоја проекција за финансиските импликации? Барем еве во оваа прва фаза, долгорочно можеби е рано, можеби имате? Таа самата по себе концепција бара инвестирање во кабинети, кои што во тек дискутираме да се направат, иако 6 оделение е оставено за 2022, сепак да започнеме со опремување на кабинетите по природни науки со поддршка на Светска банка. Дополнително обуки за наставен кадар ни се поддршка од сите меѓународни партнери и од Светска банка, и од USAID, и од УНИЦЕФ, тоа се партнери кои што на државата стојат на располагање во континуитет за да може да добиеме поддршка, но и буџетот на Министерството за образование и наука оваа година е повисок заради капиталните инвестиции, но исто така и заради другите сегменти кои што се потребни за да се заокружи овој процес. Но сукцесивно секоја година секако дека ќе треба да издвојуваме повеќе финансиски средства за да инфраструктурата во континуитет не само да се реновира и реконструира, туку и да се одржува. Инфраструктурата исто така горлив проблем, нели, особено одредени училишта во руралните средини. Верувам дека тоа преку ноќ нема да се реши, но сепак треба да се размислови во насока на подобрување на условите, бидејќи имаше забелешки, воведуваме модерна концепција без модерни училишта. Замислете да чекаме сите училишта да ги изреновираме, па тогаш да фатиме чекор со светот. Мислам дека тогаш не дека ќе биде задоцнато, туку ќе биде одминато и времето за поправка. Затоа сметам дека да паралелно инвестираме во инфраструктура и тоа го правиме по план заради тоа што Министерството за образование и наука за прв пат воведе пристап на повик кон општините кои што имаат готови проекти да аплицираат во Министерството, да заеднички ги затвориме тие проектни решенија и да инвестира Министерството за образование и наука и на тој начин ќе продолжиме понатаму. Актуелна тема деновиве е матурата.
Имавте средби, матурантите негодуваат, бойкотираат. Рековте нема отстапување. Последниве денови има поддршка од одредени политички субјекти кон барањата на матурантите, има најави, односно најави за барање за измени на законот. Вашето мислење дали останувате на ставот дека оваа година матурата ќе се полага онака како што е дефинирана и дека од следната има ли можност за некаква отстапка или евентуално измена на закон? Јас имам обврска како министерка за образование и наука да го спроведувам доследно законот. Законот е јасен, матурата државна е дел од законското решение. Тоа е и обврска за сите оние кои што сака да го продолжат своето образование кон високо, во државата или надвор од неа. Учениците имаат право, а ние имаме обврска да им го ствариме тоа право на полагање државна матура. Сите ученици кои што сакаат да полагаат државна матура до крајниот рок, крајот на декември, ги пријавија и предметите и проектната задача. Голем дел од нив и се спремаат и сметам дека ние на вистина немаме право да им го скратиме правото на полагање матура. Заради тоа што ако министерот покаже дека не го почитува законот, што останува за останатите, ние треба да бидеме пример и затоа согласно законот, јас немам друга опција освен да ја спроведам државната матура. Значи не постои можност за некаква си иницијатива за менување на закон. Можеби во наредниот период за идната матура, заради тоа што имаме направено работна група заедно со средношколците со државниот испитен центар, која што се однесува на нов концепт за полагање матура, треба да се осовременува. Ние и оваа година направивме на почетокот мали прилагодувања во видов информатика, географија, за што беа известени. Сите средношколци беа известени, унија на средношколци, проектната задача ја променивме, тие сите тоа го поздравија. И сега, и со нив се видовме пред еден месец и утврдивме дека за наредна година тие ќе учествуваат во новиот концепт за матура, ќе го правиме заедно, но за оваа сите рокови се одминати и ние имаме обврска кон учениците кои што пријавиле матура. Дали имате никакви сознанија, можеби, што таа матура што понатаму ќе се минува, како би изгледала, дали се приближува кон сегашните барање на средношколците или допрва ќе се работи на Има воспоставена работна група, јас не би сакала да зборувам за нешто пред време. Тие се експерти од државен испитен центар, има средношколци, наставници кои што заеднички ќе треба да утврдат нов модел на полагање матура и секако дека ќе има јавна дискусија за тоа прашање, ќе биде објавено, може некој ќе даде коментар, па дури после тоа ќе можеме да ја усвоиме како таква. Опозицијската ВМРО денеска ве обвини на некој начин дека вршите притисок врз матурантите и професорите. Директно сте го спроведувале, според еве ги цитирам, директорите на средните училишта. Бараат од СДСМ да го поддржи, нели тоа кажав, законот за средно образование, меѓутоа како ги коментирате нивните вакви обвинувања, дека вршите притисок? Не сметам дека треба стварно да ги коментирам нивните изјави, заради тоа што влегуваат од една лажна вест во друга лажна вест, во трета лажна вест и навистина мислам дека на граѓаните им е доволно, а јас како министерка не сметам дека треба да ги коментирам овие нивни изјави. Говориме за крај реформи во основното, но средното не е реформирано од 2001. Ваш коментар во таа насока? Да го завршиме основното, да започнеме имплементација. Има група која што работи на средното гимназиско, но нема да тоа се воведува оваа година, наредната учебна 21-22, можеби за таа по неа, таман да го фати чекорот и со она кое што ќе се јавува како концепцијска промена во основно и да продолжи во средното гимназиско. Секако дека треба и уметничкото, средното стручно веќе е во тек, министерот Арбер интензивно работеше, министерката Рената на тоа. Сега веќе одиме на локален социјален диалог за усогласување на потребните профили кои што треба да се едуцираат во средните стручни согласно потребите на реалниот сектор. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам.